Овој празник е одличен повод заедно со Митко, првиот човек на Кавадарци, да го означиме официјалниот старт на нашата најнова инвестиција. Јас ќе зборам искрено онака како што чувствувам. Прво сакам да се захвалам на Алмир и на Звонко. Звонко е директор во Тиквеш, Алмир беше изведувач на оваа работа. Што тоа за нас значи? Кога одлучиме ова да го правиме, знаевме во кој ризик влегуваме. Денеска, ако не беше ова готово, не можеме да приме едно зрно грозје. И ризикот од тоа, во последен момент, како стрепевме да се заврши ова, го знаеме само ние. Затоа на овие двајца посебно им честитам, на сите вработени, меѓутоа на овие двајца посебно. Што е за нас ова? Најголемиот проблем кате го кажа она, подобрување на квалитетот, ефикасност, штедење и така натака. Меѓутоа, најголемиот дел е логистиката и се она што го гледавме пред Капија ланска година, лозарите чека по некои 24 сата целодневно чекање пред капиите. Има дел од онаа што утре треба да го менуваме, заради тоа што пристапот на just in time се уште не сме го научиле и сите сакаме да стоиме у ред, наместо да доаѓаме во минута точно. И тоа е еден од проблемите. Меѓутоа, другиот проблем беше многу поголем. Ние немавме логистика за да можеме да примеме такви големи количини кои се дневни, се зголемува преку 1500 тона. Денеска имаме, мислам дека треба да примеме преку 1000 и нешто тона, меѓутоа нема никој пред Капија, има 2-3 возила и тие брзо поминуваат. Има една друга работа која треба да примениме, тоа е лозарството и винарството. Перманентно треба да бидат во тој дел на пратењето на онаа што се случува, а ние ќе поминеме во еден нареден период, бидејќи за тоа се уште немаме услови, во лозарството и винарството и во земјоделието, се уште нема таква подкрепа за да можеме да се покренеме. Затоа што не постои земјоделие кое не е подкрепено, добро земјоделие кое не е подкрепено со долгорочни кредити и ниски камати. Тоа кај нас го нема и давањето на субвенции и бенефиции е мал дел, капка во вода во однос на ова. Ова инвестиција е мала за нас и таа ќе трае некаде околу 3 години, затоа што сега ќе видите дека се ова што е направено е почетен дел. Во наредниот период треба да се вложат уште толку средства, вложени се околу 3 милиона, треба уште толку средства да се вложат, не рачунајќи опрема е тоа. Опремата е башка, а само градежниот дел е 3 милиона. И сето тоа представува големо оптеретување во една ваква индустрија која нема голема профитабилност. Не алудирајќи на ништо, нити на историја, нити на она, нас сите овие проблеми, зададени проблеми и гледањето на земјата и судрувањето со проблемите на висока корупција, за мене најнискиот дел на онаа што имаме не само корупција во пари и во материјални средства, него имаме корупција на мозокот. Така да, кога ќе видиме и кога ќе се видиме сами и кога разговараме тет-а-тет, ние разговараме за сите наши проблеми. Меѓутоа, кога излегуваме напред, ние сме на некој начин подведени да почитуваме стандарди тамо да се движиме по оние улици кои не ги задава политиката. И додека така правиме, тоа ќе ни се случува, кој што ноќеска ни се случи, да добиеме онаа што сакаме да добиеме и добивме. Ние ќе отидеме во Европа, меѓутоа ќе направиме преседани во сето она што понатака ќе не прати. Меѓутоа тоа да го оставиме, денеска како што гледате да споменеме бербата и овакво продолжува, меѓутоа оваа година не беше проблематична. Кате ви спомна за водењето на Тиквеш и предводник во делот на ESG, меѓутоа во тој дел превзедовме многу работи и уште во почетокот на годината знаевме што не чека. На неколку пати со Митко дававме прогласи дека оваа година ќе биде проблематична за сите, дека треба да обрнеме внимание, дека ќе имаме проблеми со болести во лозјата.
меѓутоа ретко кој на тоа се обзрна и грото од лозарите изгубија многу, дури ги напуштија лозјата и оваа година ќе имаме одличен квалитет на грозје, меѓутоа многу мали количини. Има во некои сорти губење на јилдот или на родот во лозјата до 50%. Така да, од претходните години, Македонија полека го губи здивот, ако некојаш се случува манифестација околу тоа кој ќе го прими грозјето, денеска нити има кој да го прими, нити има количини на грозје. Оваа година доаѓаме во ситуација да имаме некаде околу 65.000 тони во однос на онаа што било пред 3-4 години 180.000 тона. Така да можеме да се замислиме и да разговараме за тоа што е следното, затоа што една од гранките која Македонија има и на која може да се ослони е лозарството и винарството. Не одбравме добар начин како да комуницираме, како да се разбереме и сега ќе мораме да правиме некои напори за да излегуваме на крај. Во винарството, грото од винарите пропадна, не обвинувајќи никој, ние сме сите свесни за сето тоа што го правиме и сега доаѓаме во ситуација да размислуваме за обстанокот на целата оваа гранка. Да не ве задржувам, очекуваме во Тиквеш оваа година да имаме најдобро вино, најдобар квалитет на вино, меѓутоа количините ќе бидат под знак на прашање. Ние и денеска не знаеме дали ќе останеме 20% или 30% помалку од лани. Животот продолжува. Ние мораме да се водиме со тоа што го имаме во раци и се надеваме дека ќе успееме да ја прегрмиме оваа година, а нормално за идната година мораме да направиме поголеми напори за да можеме да продолжиме таму кај што сме тргнати. Ланска година Тиквеш продаде 20 милиона шишиња, тоа се една импозантна бројка, дури другите кои гледаат што се случувало и како се случувало, се чудат како тоа сме можеле да го направиме. Ние сме маркет лидер во регионот и продолжуваме по тој пат. Прво денеска сакам да кажам дека е голем ден за град Кавадарци, за општина Кавадарци. 7 септември, 79 години од ослободувањето на Кавадарци. Уште поголем ден за отварање на ваква инвестиција, за приближување на економијата кон светските стандарди, кон стандардите во делот на винарството. Добродојдовте во градот на виното. Чест ми е што денес, како сум дел од означување на значајна инвестиција во нашата најголема и најуспешна винарница, винарницата Визба Тиквеш, по која е препознатлив не само градот Кавадарци, туку и целата македонска винска индустрија. Ако Франција го има Бордо, Италија има Тоскана, Соединетите Американски држави ја имаат Напа, ние го имаме Тиквешкото. Сместени сме во срцето на најпознатиот македонски вински регион и самото спомнување на Тиквеш веднаш се поврзува со вековната традиција на лозарството и винарството, што се негова тука и од која екзистираат голем број на семејства во општина Кавадарци. Традицијата има големо значење, но уште поважен е идниот развој. Тоа е можност само ако произведуваме и пласираме висококвалитетни вина, а оваа инвестиција е чекор токму во тој правец, затоа што го зголемува капацитетот за прием и преработка на премиум вино. Со своите континуирани инвестиции во опрема, технологија и модернизација на винарницата, но и со сите други активности што ги презема за да се обезбедат висококвалитетно грозје, Тиквеш ги подигна стандардите, а и е основен двигател на целата винска индустрија. На тој начин, сите други, вклучени во синџирот на производството на квалитетно грозје и вино, следејќи ги насоките на Тиквеш, се приближуваат и го менуваат начинот на работа, за да можат во долг рок не само да остапат и останат, туку да растат и да бидат поконкурентни и поуспешни. Сето ова има голем придонес како и во целокупната винска индустрија, така и за локалниот економски развој. Мене ми е многу драго што винарства Визба Тиквеш има вистинска стратегија и долгорочен одржлив развој. И што
доследно ја спроведува, знаејќи го дека тоа дека е вистинскиот пат за просперитет на компанијата и за сите поврзани во неа, вклучувајќи ги лозарите, на кои им е од интерес да се приклучат кон стратегијата за подобрување на квалитетот, затоа што тоа носи повисоки цени на самото гросие. За општина Кавадарци од големо значење што имаме ваков партнер во спроведување на политиката на локалниот економски развој и за обезбедување на подобар квалитет на нивото на живот на нашите граѓани. Има голем потенцијал за соработка и за реализација на заедничките иницијативи, со што понатаму ќе се развива и винарството и лозарството, но и винскиот туризам во општина Кавадарци и пошироко. За да го постигнеме тоа претходно и да се вклучиме сите чинители во индустријата и секој во својот домет на работа да даде потребен принос за сите заеднички да оствариме подобри резултати. Јас верувам дека тоа е возможно и дека заеднички ќе успееме во нашата намера. Честитки за ова голема инвестиција на Винарство Визма Тиквеш, му посакувам понатамошен успех и развој. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што туку стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.